Беше тоа на 20. јули 1945 година, кога грчка воена единица го опколила македонското село Косинец Костурско и го малтретирала населението. При тоа биле уапсени 8 младинци и 2 жени. Повод за блокадата на селото било кинењето на повикот за мобилизација и изборувањето на македонскиот јазик. Истовремено една друга грчка воена единица го опколила македонското село Владово Воденско со цел сосила да ги натера македонците да потпишат декларација дека биле грци и дека го сакаат кралот. Малубројните селани кои се нашле во селото, штом разбрале за намерата на грчката единица, побегнале во планината. Беше тоа на 20. јули 1947 година, кога пред киното Вардар на денешна улица Македонија, голем број спортисти, спортски работници, љубители на спортот, општествено-политички работници, со голема возбуда се подготвувале за еден значаен настан во историјата на спортот во Скопје и во Македонија. Одржување на основачкото собрание, на кое требало да се фузираат двете најсилни друштва во Скопје – Македонија и Победа. Се усвоил дневниот ред, а потоа присутните делегати донеле одлука за обединување на двете друштва и формирање на спортското друштво Вардар. За прв председател на Вардар е избран познатиот општествено-политички и спортски работник Димче Беловски. На 20. јули 356 година пред новата ера е роден Александар III Македонски, крал на Македонија, еден од најголемите војсководци освојувачи на сите времиња. На 20. јули 1878 година е роден Петар Манџуков, македонски револуционер, просветен работник, анархист, учесник во четата на Гоце Делчев, еден од основачите на македонскиот таен револуционерен комитет во Женева во 1898, како и соработник на илегалните весници Отмштение и Глас. Позната е неговата мемуарска проза пред весници на бурата, ценет автор на мемуарска белетристика. Петар Манџуков потекнува од скопското село Мирковци на Скопска Црнагора. Внук е на митрополитот Натанаил Охридски и Пловдивски од селото Кучевиште, познат како Натанаил Кучевишки или Натанаил Зографски. Петар Манџуков почина на 1. јануари 1966. На 20. јули 1913 година во текот на Балканските војни, во близина на селото Белкамен, Леринско, во борба со грчката војска загинал Васил Чакаларов, македонски војвода и деец на ВМРО. Роден е во селото Смрдеш Костурско во 1874. Тој е еден од најзначајните војводи на македонската револуционерна организација и најголемите легенди од Илинденското востание. Бил близок соработник и пријател со Гоце Делчев. Во 1900 година Борис Сарафов го испратил во Грција за организирање канал за испраќање оружје и муниција за потребите на тајната организација. Поставен е за Костурски војвода во 1901, а како член на Костурското горско началство учествувал на Смилевскиот конгрес во 1903 година. Во Илинденското востание ја раководел најголемата чета од 2000 востаници. Учествувал во ослободувањето на Клисура и Невеска и во борбите кај селото Вишени, Костурско-Леринскиот регион. По востанието, со чета се борел против андартите и против грчката пропаганда во Костурско. Во Првата Балканска војна во 1912 со чета дејствувал во заднината на османлиските сили. Во Втората Балканска војна дејствувал во заднината на грчката армија и загинал кај местноста Лакото на планината Вичо, Костурско. На 20. јули 1942 година во Скопје од бугарските окупатори е осуден на смрт и обесен Ѓорги Василев Наумов.
Ѓорги Наумов бил истакнат припадник на македонското народно-ослободително и комунистичко движење и учесник во антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија. Роден е во Битола на 18 јануари 1916-та, потекнува од земјоделско семејство од селото Битуша Леринско, егејскиот дел на Македонија, кое по Првата Балканска војна се доселило во градот Битола. Ѓорги Наумов бил брат на народниот херој Стеван Наумов Стив. На 20. јули 1997 година почина македонската писателка Лилјана Чаловска. Авторка е на книгите Бдение за Виетнам, Антидневник, Пребир и други. Родена е во Софија во 1920 година. Чаловска била член на Комунистичката партија на Југославија од 1940 и делегат на второто заседание на АВНОј. Покрај тоа таа била една од организаторите и раководител на првиот конгрес на Народно-ослободителниот младински сојуз на Македонија, одржан на 21 декември 1944 година во Фуштани. Најпосле таа била и учесничка на АСНОМ, а по завршувањето на војната народен пратеник во Собранието на Македонија и во Сојузното собрание. Лилјана Чаловска е позната и како прва сопруга на политичарот Лазар Колишевски.